Добар ден на сите. Добро дојдовте во уште еден наш подкаст кој што го нарековме Тесната врата. Моето име е Дејан и тука покрај мене, како и секојаш е Андреј. Јас и Андреј најчесто пробуваме да дадеме некои едноставни, јасни одговори на некои малку покомплицирани, тешки тематики од Библијата, теологијата, така да пред да почнеме, Андре, со некоја одредена тематика, ја прво би те замолил ти да се помолиш да ни даде Бог милост и благодат додека зборуваме за Него и за Неговите вистини. Okay, yes. Možemo se moliti. Dragi Bože, hvala ti s tvoju riječ, što možemo razumjeti više i više o tebi. Ali kao uvijek, mi se molimo, dragi Duh Sveti, budi naš učitelj, objasni nama i svima ono što si ti nadahnu, da je Krist je uzvišen i sve za Božju slavu. Amen. Окей, hvala. По претходниот подкаст, ја и ти разговаравме дали луѓето кои се неуки или пак се во незнаење за Бог имаат изговор пред Бога. Ја и ти тука потенциравме дека ни еден човек пред светиот Бог нема никаков изговор поради општото откровение на Бог преку неговата креација. Ја и ти тука потенциравме дека Бог ја ставил вечноста во срцата на сите луѓе. Ја и ти тука исто така потенциравме дека Бог во срцата на секој човек го запишал својот закон. Исто така потенциравме дека секој човек Бог му дал совест. Исто така зборувавме за Божјото писано откровение, тоест Библијата, дека Бог ни ја дал и е многу едноставна и јасна да секој човек може да ја разбере, тоа што е главната тематика. Така да ја и ти тука потенциравме дека поради таквите факти, аргументи, ни еден човек нема изговор пред Бога. Сега, прашањето е, онда како човек може да се спаси? Човек не може без Божја милости. Окей, зашто човекот не може да се спаси без Божја милост? Well, kao što smo proučavali, ne znam... Неколико пута. Yeah. Svi mi dolazimo na ovaj svet fizički živ, ali duhovno mrtvi. Zbog toga što svi mi imamo grešnu prirodu od Adama i Eve. I zbog toga mi smo mrtvi u Božoj realnosti. Bog je duh. I nismo povezani s Bogom. Zbog toga što mi imamo grešnu prirodu. So znači mi smo izvan Božje obitelji, mi smo mrtvi u duhovnoj realnosti, slijepi smo u duhovnoj realnosti i ne želimo Boga. Ne tražimo Boga. Prva stvar zbog toga što Bog nije izgubljen. Mi smo izgubljeni. A Bog mora nas tražiti, izabrati i spasiti. Bog mora God's the one who needs to find us. God is the one who needs to choose us. God is the one who needs to draw us to himself. God is the one who has to save us. And God uses the means of his word. The Holy Spirit, who inspired the word, works through the means of the word declared to save dead, blind, lost sinners.
like you and me, right, Dejan? Мгм. Да. А, окей, како би го превел тоа, нама Келонски сад што го спомна е, окей, значи ти ни кажа сега дека Бог си одредил некои начини или пат Yep. преку кој што он ќе ги спаси своите луѓе. А тој пат е онака како што он не писал во неговото писмо. Yeah, можемо Значи, to videti brzo. Prva Petrova, е, od 22 do 25 stiha. окей. Вака вели, откако ги очистивте душите своји со послушност кон вистината преку духот, за нелицемерно братолюбие, сакајте се еден со друг постојано со чисто срце, како преродени не од распадливо семе, туку од вечно, преку словото на живиот Бог кој живее во сите векови, зашто телото е како трева и секоја човечка слава како цветот трева. Се исушува тревата и цветот незин паѓа, но словото Господово останува за секогаш. А тоа слово е Евангелието што ви беше објавено. Yeah. Oni koji su izabrani od Boga, oni koji su otkupljeni Мгм. od Krista će biti preporođeni Duha Svetoga kako preko Božja riječ. Мгм. To je to. So Duh Sveti Мгм. mora djelovati preko Božja riječ, nas uživiti, nama dati dar vjere, te možemo tada, dok smo sad živi u duhovnoj realnosti, tada možemo se pokajati od naših greha. Tada možemo se sloniti na Krista za spasenje. Окей, во неколку наши претходни подкасти, ние сме збореле за вакви тематики, колку што ме држи паметот, ја и ти тука зборавме во подкастот за првиот грев, што се случило од кога Адам и Ева паднала, што станало со човештвото, ја и ти зборавме тука за нивната состојба во која што се нашла, дека сите луѓе од Адам и Ема се сопаната природа. Ја и ти исто така направивме 3 подкасти за монергизам и синергизам, дали спасението од Бога, дали спасението, дали е Бог првиот иницијатор и ние заедно се учествуваме, така да, за жал, ја мислам во некои тематики пак ќе мораме да се повториме. Јас сам сега ги спомнав во вие подкасти да луѓето кои што не гледаат, ако сакаат повеќе информации да ги гледаат тие подкасти. Yep. Сега би те прашал, каде го пишува тоа дека Духот Свети е тој кој што ќе не оживее? Дека Духот Свети е тој кој што ги оживува и забраните од Бога. Gdje to piše? Да? Pa, reci svima. Оке, тоа пише тоа пише во Библијата во првото поглаве на Ефесијаните Ja. и во Možemo второто поглаве. možemo provjeriti. Оке. Ja sam znao odgovor. Htio sam vidjeti da li si ti znao. Оке. Добро. Добро, значи прво да отидам во второто поглавје. Yep. Затоа што ти збореше дека сите ние се раѓаме духовно мртви. Сите ние сме одвоени од Бога. Ти кажа дека сите ние сме непријатели Божи. Не би сакал
тие што ќе не гледаат да си помислат дека ја и ти си зборуваме нешто на памет, си имаме некоја своја вера, Yeah. си имаме своји идеи, своји Yeah. верувања, така да би сакал се што збориме да го потврдиме со самото писмо. Така да сега ќе читам од посланието до Ефесаните второто поглаве, ќе почнам да читам од првиот стих и вака вели. Моја Павле им пишува на црквата во Ефес и вака го ги започна со своите зборови. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и греови. Фактички тука самиот апостол Павле на самиот почеток ни кажува дека сме биле духовно мртви, духовно одвоени од Бога, во кои живеевте некога според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, тука зборува за сатаната, кој сега действува во синовите на неверијато, меѓу кои и ние сите некога живеевме според телесните желби, извршувачи ги похотите на телото и по мислите и по природа бевме како и другите чеда на гневот. Тука апостол Павле ни кажува дека сите ние, како што ти кажа Андреј, го потврдува апостол Павле, дека сите ние се раѓаме духовно мртви, сите ние сме одвоени од Бога и сите ние сме деца на гневот, фактички сака да каже, сите ние кога се раѓаме, одиме по патот према пеколот, затоа што сме непријатели Божи и така дање. Yep. И како такви, ние не можеме самите од себе да го избереме Бога. Ние не можеме да се оживиме. Од мртви да се направиме живи. Затоа во 4 стих вика, но Бог, кој е богат со милост, поради големата негова љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гребовите наши, не оживеа во Христос. Значи, Бог е тој кој што не оживал поради неговата љубов, со која он е засакал и сето тоа го сторил преку неговата милост и чудесна благодат. Yep. Yep. И Бог употреби Божју реч као тај алат де Дух Свети дjelova преко Божја реч оживити ми кои смо били мртви. То се зове не опчо, how do you say it, опче откровение? Општо. Optional, right? Nego. So nobody has an excuse that they don't know God exists. Because as you said at the beginning, creation declares that God exists. Non-believers can understand that this didn't just happen. There must be a divine designer. God has put eternity on every human heart. Everybody knows that there's more life than just this life. God has wrote his law on every human heart. He's given us a conscience. So nobody has an excuse. Even God's word, as you correctly said, in many parts are clear enough that even a non-believer can understand certain parts. Now, they can't understand, obviously, deep doctrine. They can't understand, certain things in the Bible. But the Bible is not some mystery. It's not some, book that, Ezoterična. Exactly. Или So мистична, nobody has an excuse. But in order to be saved, in order to truly come to God through Christ, nobody can do that. In spite of all that general revelation, we need additional revelation, which is called what, Deon? На македонски тоа, како да го преведам? Прво ќе кажам, ни е потребно специјално откровение, али повеќе преферирам да го употребувам зборот посебно откровение.
Posebno ili salvific revelation. Спасоносно откровение. Yeah. Значи, за да човекот се спаси, му треба посебно спасоносно откровение кое Correct. што го дава Бог. Затоа Correct. што апостол Павле тука ни кажува, Бог е тој кој што не оживел дури додека ние сме биле мртви. Right. Right. Correct. So general revelation, you know, creation is not going to give the details about Christ on the cross. It's not going to give details about, you know, salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. General revelation is general to all people, and it generally gives witness that God exists. But general revelation doesn't lead to salvation. It should lead people to want to get more and more light. But the problem is, as we saw last time, what do people do with the truth they receive from general revelation? Ја потискаат, ја игнорираат. Yeah. No. Right. Еволюција, реинкарнација, Измислуваат секакви blah. работи само да се оправдаат самите себе и возам да имаат изговор пред светиот Бог. Yeah, yeah, but nobody has. God has given enough light through general revelation that nobody has an excuse. But in order to be saved, we need special salvific revelation, which, if you want to go to chapter 1, I think that's what you were going to talk about. Look at verses 4 through 14. Океј, да читам све од 4 до 14 стих, сакаш. Океј. Вика, You can start in verse 3. You can start in verse 3. Океј. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Така што и не избра преку него уште пред светот да биде создаден. За да бидеме свети и непорочни пред него во љубовта. Преопределувајќи не за посинување за себе преку Исус Христос, зашто тоа му беше по волја, за да биде фалена славата на неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен син, во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите, по богатството на неговата благодат. Таа благодат тој ни ја даде изобилно, заедно со сета мудрост и разум, откако ни ја откри тајната на својата волја, според своето благовестие, што го беше положил во себе од порано, во уредувањето и исполнувањето на времињата, за да соедини се небесно и земно под една глава во Христос. Преку него ние бевме избрани за наследници, онапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја, за да послужиме како пофалба на славата негова ние, кои од порано се надеваме на Христос. Во него и вие, откако го слушнавте словото на вистината, евангелијата за вашето спасение, и откако поверувавте во него, станавте запечатани преку ветениот Свети Дух. Тоа е залог за нашето наследство, за откупување, на посвојувањето, за пофалба на неговата слава. Yeah. Јасно и гласно. Бог нас е избрал када прие постанка света. Да, тоа е 4 стих, вика така што и не избра преку него уште пред светот да биде создаден. Значи уште пред било што да било создадено, он не избрал. За да бидеме свети и непорочни пред него во љубов. Океј, дале? Значи Бог Христ, Христ нас е откупил прие 2000 година. Океј, тоа е 7 стих, во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите по богатството на неговата благодат. Браво. И онда Дух Свети нас е уживио или препородио преко Божја реч. Преку Евангелието
Христова само би потенцирала тука Христос е Евангелијата. Yep. Да, тоа би било 13 стих, валјда. Yep. Во него и вие, откако го слушнавте словото на вистината, Евангелијато, за вашето спасение и откако поверувавте во него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Океј, ја и ти тука прочитавме дека Бог Отецот е тој кој што не избрал пред создавањето на светот, Бог Синот Христос е тој кој што не откупил пред 2000 години преку неговата дамаска жртва. Yep. И сега читаме дека Светиот Дух е тој кој што не запечатува за спасение. Бог Yep. Светиот Дух. Фактички го гледаме Светото Тројство во спасението на човекот. Hvala Ja i- Bogu, zbog toga što mi smo bili mrtvi. Да, самите од себе не можеме да се оживееме. Океј, океј, ја мислам тука е паметно да прекинеме. Само би спомнал дека ова ќе биде само еден мал вовед на тематики кои што ја и ти ќе збориме во сталените подкасти, затоа што оваа тематика произведува многу прашања и многу прашања. But that's good. We like that. Да. But let's do this day on. Yeah, go ahead, do that, and then we'll go to one place to close. I want to go to Romans on something. But go ahead, you can do your thing. Да, така да, не, ајде, кога ќе завршиш ти, ја ќе дадам краток Okay. заклучок. All right, go to Romans Океј? chapter 10. Okay. What does it say in verse 17? Затоа верата доаѓа од слушањето на пораката, а пораката од Божото Слово. Right on. That's the means, special revelation that God uses, God the Holy Spirit uses to make dead people alive. He works through the word declared, right? Да. Океј, ова ќе го кажам на македонски, значи, тоа што сакаш ти да потенцираш дека нема спасение без проповедање на Божјото Слово. Без Yeah, because who are you going to believe in if you don't know the truth? Right? Да, не па и Who do you believe in? претходно и Павле Yeah, го спори start in verse 14. Go ahead and read verses 14 through 17. Но како да го повикаат оној во кого не поверувала? Реторичко прашање. Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? А како да слушнат ако нема кој да им проповеда? И како да проповедаат ако не бидат испратени? Како што е написано, колку им се прекрасни нозете на оние што благовестат мир, што го And благовестат that's you, Dayon in доброто. Macedonia. How beautiful are your feet that you're bringing good news there. Океј. Но Евангелието сите не го послушаа, зашто Исаја вели: Господи, кој поверува во оно што го проповедавме? Затоа верата доаѓа од слушање на пораката, а пораката од Божјото Слово. There it is. Значи, Special revelation. посебното спасоносно откровение од Бога мора да дојде преку пораката на Евангелието. Без Евангелието нема спасение. И тука би спомнал само дека самиот Христос е Евангелието, не говото дело. Yep. Така да, Андре, ја мислам тука е најпаметно да застанеме, ќе продолжиме на следниот подкаст, затоа што ова е само вовед во една малку потешка тематика за содлакување, за да ја превариме во нашите стомаци и умови. По природа, ние би сакале да учествуваме во нашето спасение, ние би сакале по природа ние да
имаме дел од славата, по природа, без оживување од Светиот Дух, ние не ја сакаме ова библиска виестина. Mhm. Yep. Така да на следниот подкаст ќе продолжиме во контекст на оваа тематика, би спомнал тука секој кој што не гледа, слободно може да ни пишува на нашата веб страница која што се вика со споени букви Gospel on the Go Ministries и исто така ако сакат додатни учења може да не најдат на YouTube каналот, ако сакат на англиски додатни учења се вика Gospel on the Go со споени букви, YouTube каналот или пак на македонски Gospel on the Go Македонија. Така да тука ќе замрсам, би спомнал само нека Бог ве благослови, нека Бог ви ја даде неговата спасоносна благодат, нека Бог ви ги отвори вашите духовни очи, духовни умови, духовни срца да дојдете до вистинското познавање на Бога и до дарот кој што само Бог го дава, а тој дар е вечниот живот. Бидете Амен, сите Чичо. поздравени.